Почитувани, специјалниот бугарски пратеник Филипче, наместо молк да го осуди преседанот во дипломатијата, откако преку неговите партнери од Бугарија излезе дипломатска нота со која се наруши безбедноста на претседателот Мицкоски. Политичките партнери на Филипче, бугарските власти предводени од Румен Радев, кои ни го негираат македонскиот идентитет, јазик, култура и историја, направија дипломатски преседан со објавување на дипломатска нота со која што директно се нарушува безбедноста на семејството на претседателот Мицкоски. Документот, за кој што се уште нема извинување од официјална Софија, објавен е на социјалната мрежа Facebook, во кој што јасно се гледаат детали околу информациите за службените возила, имињата на патниците, местото во кое е сместено семејството на претседателот Мицкоски, како и радиофреквенцијата на која комуницирале обезбедувањето. Овие сигнали, кои што ги испраќа Бугарија, даваат јасен знак дека патот за Македонија во ЕУ нема да биде лесен, туку ќе биде испреплетен и полн со предизвици и притисоци. И наместо осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, тој молчи и продолжува да соработува со оние кои што не признаваат, а тоа се властите во Бугарија предводени од Румен Радев. Македонија нема да се предаде и откаже. Ваквите притисоци и уцени од соседна Бугарија ни даваат само поголем мотив за чесен, достоинствен и исправен начин да се трудиме да бидеме дел од европското семејство. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Господине Петрушевски, со оглед на тоа што Уставниот суд одлучи дека начинот на кој сега се пресметуваат платите на уставните судии не е во согласно со Уставот и му даде рок на собранието 60 дена да го поправи законот, дали како пратеници, односно како ВМРО ДПМН ќе креирате законски измени пред рокот од 1 октомври? Второ прашање, дали ВМРО ДПМН поддржува одлуката на Уставниот суд за повисоки плати на уставните судии? Благодарам. По однос на првото прашање, динамиката, темпото и начинот на работата на собранието го уредува претседателот на собранието. Согласно тоа, ве повикувам да се обратите кај претседателот на собранието за ова прашање. По однос на второто прашање, во принцип ВМРО ДПМН не коментира одлуки на Уставен суд. Ви благодарам.